Членови на Националниот сојуз на слепи и слабовидни лица, предводени од председателот Жарко Селковски, беа во посета на референтниот центар на Жан Митрев клиника во Охрид. Деновиве тие учествуваат на државно првенство на слепи лица во шах мажи и жени. Со Татјана Ристова Димова, психолог, психотерапевт, разговараа за досегашната соработка во поглед на психолошка поддршка пред важни надпревари на лицата со оштетен вид, а најавено беше дека Жан Митрев клиника ќе изготви здравствени пакети согласно потребите на оваа категорија лица. Председателе, на почетокот да ни кажете колкава е бројката на слепи и слабовидни лица во државата? Националниот сојуз на слепи на Република Македонија е формиран 1946 година, значи до година ќе правиме 80 години. Ја офаќаме целата територија на Македонија, имаме 18 здруженија, едно од здруженијата е тука и Охридското, кое што го офаќа и Дебар заедно со Охрид, имаме и Струга, значи во сите градови скоро имаме здруженија и како регионални имаме Кочани кој што го држи тамо Виница, Делчево, Каменица и Берово, Штип е со Проби Штип и Радовиш, Куманово со Крива Паланка, значи имаме и регионални. Негде околу 18 здруженија вкупно, иначе членството е над 2000 членови имаме, значи е доброволно е членството кај нас. Значи не значи дека толку не има, значи према статистика што имаме од центрите за социјална работа, сигурно сме негде преку 3000, бидејќи добиваат додаток за попреченост преку 3000 членови и туѓа нега заедно, значи преку 3000 вкупниот број би требало да се движи со оштетување до 100%, значи од 90 до 100% оштетување на видот. Иначе Националниот сојуз се грижи за своите членови од почетокот, за образование, здравство, социјална политика, тука ги офаќаме скоро сите министерства фактички, културата исто, транспорт и врска за пристапност, достапност, за локалната самоуправа, каде што секогаш реагираме и укажуваме за пристапноста, за тактилни патеки, за звучни семафори, за обележување на достапност до зградите, до јавните овие институции и така натака и така натака. Токму ова е добар вовед во следното прашање: каква е состојбата на слепите и слабовидните лица во однос на надоместоците, достапноста до помагала, литература, па и вработување? Искрено да ви кажам, тешко оди вработувањето, ќе почнеме со нив, бидејќи има и закон за вработување на инвалидни лица, каде што тука имаат привилегии, например, и во приватниот сектор и администрацијата, каде што за едно вработено слепо лице или било друго со друга инвалидност, значи има повластување каде што се добиват 40 просечни плати за едно вработување на слепо лице и тешко телесно инвалидно лице, а со помала инвалидност од 70 до 90% тука добиваат, мислам, околу 20 просечни плати, значи секој оној кој што ќе вработи инвалидно лице. Имаме и заштитни организации, каде што тука исто така се ослободени од придонесите, фактички придонесите фирмите ги плаќаат, меѓутоа после државата им ги рефондира и тоа е исто така доста привлечно за приватниот сектор и у јавната администрација, а од социјалата со додатокот за попреченост, кое што тоа го остваривме право по иницијатива на Националниот сојуз уште 2010 година, каде што имаше само туѓа нега за слепите лица и другите телесни инвалидни лица, и побаравме ние да има додаток како мобилност за движење за тие работи, и на почетокот се викаше додаток за слепило, сега е додаток за попреченост, фактички каде што ги опфаќа сите додатоци за телесни инвалиди и за глуви и за слепите лица. Тој додаток сега у моментов изнесува негде околу 9000 и нешто, 9700 мислам дека е точно.
Сега со ребалансов, да се заблагодариме и до владава, каде што има накачување негде околу 15% само на овој додаток, а не на туѓата нега, бидејќи туѓата нега тука влагаат и други инвалиди и се големи бројките, така да ние разговараме и преговараме сега со Министерството и со министерот и со владата за да ги споиме овие две права, додатокот за попреченост и туѓата нега, у едно право, каде што, бидејќи туѓа нега, оние лица кои што оствариле по основ на слепило, тие да се стават у еден додаток и да се врземе со просечната плата, колку ќе биде тоа, ќе видиме, значи разговараме, се разгледуваат можностите и мислам дека тоа ќе биде трајно решение ако се врземе со просечната плата. Иначе до сега е по животни трошоци, по статистика, верувам дека и вие ќе се согласите со нас дека не е реална таа статистика каде што ваѓаат од 2010 до сега секоја година скоро 1,2, 0,8, никогаш не поминало 2. Сега со инфлацијата пред 2-3 години, сега малку што нели инфлацијата беше, мислиме ние дека многу повисока над 100%, ама по статистика негде околу 15% се зголеми додатокот, иначе изнесуваше 7200, сега е 9 и нешто со тие покачување овие 2 години, 3. И затоа верувам дека ќе имаме разбирање од владата и од Министерството и да ги споиме овие два додатока во едно и да се врзат со просечна плата. Бидејќи тука не го ограничува никој, например, секоја држава социјалната политика си ја води како што мисли и како што планира за своите граѓани. Други додаток има и услуги за персонален асистент, односно личен асистент, образован асистент и додаток за децава, детски додаток до 26 години, исто и они земаат посебен додаток за деца. За помагалата мора да кажеме дека тука борбата никако не можеме да издействуваме и да се избориме дали, мислам сепак дека е тоа треба желба, разбирање и владата да одлучи системски да го решиме овој проблем, бидејќи у цел свет сите држави иде преку фондот за здравство, каде што се доделуваат, односно према инвалидноста се одредуваат неколку видови на помагала за слепите лица. Само овде кај нас нема, искрено да ви кажам, имаше сега брзо кога разговаравме за помагалава, за бело стапче, право на бело стапче, меѓутоа кога видовме управилникот, тоа бело стапче има можност само една диагноза. И тоа таа диагноза од која е правен тој правилник пред 15-20 години и не верувам дека со таква диагноза и дека имаме ние такви членови сега, а мислиме дека треба тоа со проценти од очен лекар, ако ти дозволи да даде дозвола, дали му следува или не му следува, и тоа сакаме и да преговараме и разговараме со Фондот за здравство за да направиме барем дел или некој од помагалата кои што се неопходни, пред се од здравството и од очна клиника ни дадоа дозвола за 4-5 помагала како апарат за мерење на крвен притисок, за шекер, топломер, бидејќи нели короната кога беше, сите си можеа, например, да си мерат температура, а нашите членови нема таква можност, бидејќи нема никакво помагало, говорно зборуваме, значи за говорни помагала, а тие ги има у околинава, у нашава држава ги нема, додуше и мораме да ги набавуваме од страна. До 16-та година ние како Сојуз, и тогаш кога разговаравме исто така, значи од ова трае со години, значи никако да го решиме овој проблем системски, тогаш владата ни даваше до 16-та година наменски средства, дополнителни средства за да ние ги набавиме дел од тие помагала и да ги распоредиме самите по членството, се додека не се најде системско решение. И после тоа
нели со тие наши политики ни ги скратија и тие финансиски средства и сега останавме така без никакво помагало у моментов. Кажете ни нешто повеќе околу заштитата на правата и инклузијата. Колку сте задоволни од она што досега е имплементирано и што да очекувате во иднина? Па Националниот сојуз на слепи на Република Македонија мислиме дека у моментот немаме ние доволно услови, ни технички, ни кадровски, ни достапност, ни пристапност, ни како што ги напоменав и помагалава, значи без тие услови мислиме дека апсолутно инклузијата е недостапна за слепите лица. Имаме додуше, сега се форсира тоа задниве 7-8 години за таа инклузија, меѓутоа ете ние со разговор со државно училиште што не е кисела вода за слепи лица, односно со оштетен вид, мислиме дека до основно образование треба да бидат децата сместени во државното училиште, односно ете дадовме ние еднаш кога се правеа измените дополнувањата за да имаат можност родителите да одлучат они дали детето ќе опуштат у инклузија или у државно училиште, бидејќи и у Европа на почетокот може би беше чисто инклузија, меѓутоа сепак како што гледавме ние и пратевме по другиве европски земји, сепак се враќаат тие специјални училишта, каде што имаме и деца, нели, кои што се комбинирани, например, слепи со друга, нели, инвалидност и така натака, а и само слепо лице да е, мислам дека огромна е предноста да се учи до основно образование во државното училиште, бидејќи тамо со своји истосудбеници ќе биде ориентацијата е многу битна, каде што тамо децата нема мама, тато, бато, мора само да се снаоѓа едно со друго, да си помагаат и така натака и нашите наставници, учители се спремни, каде што ги спремаат за ориентација. И во процесот на образованието исто треба Браево, па има тамо училиштето разни, нели, помагала Браева машина, табла, запишување говорни програми, компјутери и така натака. И затоа мислиме дека у моментот не е спремна нашата држава за инклузивно образование. Деновиве сте во Охрид, па кажете ни целта на вашиот престој. Денеска сме тука, скоро една недела имаме ние како државно, моментално одржаваме државно првенство во шах, мажи и жени, каде што тоа државно првенство првите 3 дена тука учествува играчи, односно наши членови кои што играат шах, кои што се занимаваат со шахот како хоби пред се и професионално дел од нив. Имавме полуфинале, односно квалификации, каде што зедоа учество сите здруженија и за пласман на државното првенство, кое се одржува од понеделник до утре го играме. Значи, 10 имаме финалисти кои што играат меѓу себе, а квалификациите се по швајцарски систем, каде што имаше преку 20 играчи и остварија само 4 за пласман за државното првенство. Исто и жените имаат полуфинале и квалификации и тамо каде што они исто таков систем швајцарец од 9 пријавени кои што беа, 4 се пласира директно во финалето, а 2 значи беа пласирани и директно играат во финалето од минатата година, а кај мажите 6 фактички се пласираат од ова првенство за до година и 4 играат како квалификации. Иначе, ние како репрезентација, шаховска репрезентација, учествуваме и во меѓународни надпревари, регионални, олимпијада, светско првенство, европско првенство. Ние бевме и домаќини на 2 големи такви надпреварувања. 17-та година, исто тука во Охрид го игравме олимпијадата за слепи лица во Метропол, каде што беа присутни 28 држави од целиот свет. И 22 организиравме светско првенство, кое што е
Светското првенство се организира како Олимпијадата беше како квалификации фактички за светското првенство. Првите 16 пласирани на Олимпијадата имаат право да играат на тоа светско првенство. А сега игравме Олимпијада во Врњачка бања, каде што мислам ние бевме пласирани по рейтинг негде 18, меѓутоа се пласиравме на половина, негде 13-то место испаднавме, малку подобри, како да кажам, добро испадна. И се надевам дека у разговорите со представниците од ИПЦА, кои што тие се и членки на ФИДЕ, сакаме да бидеме исто така домаќини и на едно екипно такво репрезентативно надпреварување европско, и 27 мислам дека треба да се одржува и ќе се кандидираме повторно да бидеме како домаќини, а мислам по разговорите што ги разговаравме, сите се задоволни како добри домаќини и верувам дека ќе ја прифатат нашата кандидатура. И повторно за 2 години да се видиме тука у Охрид. А пред 2 години исто со соработка со директорката Тања, која што веќе има 15-20 години како соработуваме преку заводот и ни требаше за спремање малку за светското првенство, психолошки да се спремаме, терапија малку, и мислам дека таа многу ни помогна у тој момент за смирување, бидејќи тоа надпреварување сепак има тежина и малку ние како неискусни ни требаше таква поддршка психолошка и верувам дека и понатака ќе продолжиме да соработуваме и на европското верувам дека ќе бидеме уште повише спремни. Токму така споменавте дека имате веќе соработувано со Жан Митрев клиника и сега веќе со референтниот центар во Охрид во однос на психолошкиот дел на поддршка. Каква ќе биде поддршката во иднина? Па за сега тоа ни беше како приоритетно пред надпревариве, иначе поддршка ние секогаш бараме и на разни начини, например, ние преку спортот малку треба и да бидеме контролирани, да речеме физички, дали сме спремни, дали не само психички, физички треба да се спремаме за надпревари, нарочито и заборев ја и да кажам, освен на шахот што го играме, ние играме и голбал, кој што е таа физичка игра, која што се игра со звучна топка. И играат, например, 5-6 играчи се во екипата, 3 играат и 3 се резерви, и од другата страна теренот и се фрла топката по земја, звучна е таа, тоа треба некојаш да снимиме и да видите и да прикажете и вие на вашиот Facebook, мислам дека YouTube, како прикажувате, да се види тоа, да се расшири таа игра и мислам дека сега ние од годинава почнавме и имаме и лига на голбал, каде што во моментот зедоа учество 10 екипи на лигата. Верувам дека и другите екипи, иначе другите здруженија 14-15 клуба имаме, меѓутоа поради финансиски средства не може да учествуваат на лигата и затоа ни треба, спремање секако и како спортска медицина да се прегледуваат на време си, нели, да се откријат аномалии, зашто таа физичка тешка игра и мислам дека треба тоа обавезно да има такви прегледи. Дали смеат уопшто да играат или не и така натаму. Господјо Бакич, деновиве сте во Охрид, па кажете ни ја целта на вашата посета. Настанот е државно првенство на слепи лица на Република Македонија. Имаме, како што рече председателот, женски и машки дел на државното првенство. Учествуваме со квалификации како полуфинале и финале. Затоа сме тука во Охрид и надпреварите, како што рече председателот, се одвиваат во женски и машки дел. Трае до петок, до утре односно финалето.
и секогаш не е убаво кога сме тука во Охрид пред се, затоа што е периодов таков, нели, топол. Имаме активноста, нели, пред се што е играње шах. Дружењето е многу битно меѓу нас членовите, дека ние сме сепак од повеќето од нас членови сме завршиле во Државното училиште за деца и младици со оштетен вид Димитар Влахов Скопје и буквално ние така и се дружиме и некогаш подолго со некои луѓе ако не се видиме, тоа ни се на некој начин и средби и дружење. Пред се тука сме во Охрид за тоа, да. Иначе сум председател на шаховски клуб Дамин Гамбит Скопје, кој постои од 2021 година и сме член и во Шаховска федерација на Македонија, во кој клуб имаме и женска и машка екипа, односно машки и женски членови, кои се надпреверуваат во екипни првенства. Мажите се надпреверуваат во сега се надам ќе бидат подобри, затоа што имаме членови од репрезентацијата. Трета лига, тоа се како квалификации за втора. Ние жените до оваа година бевме во втора лига, оваа година ќе играме во прва лига од 1 август во Струмица. Сега ова државно првенство вие како отскочна даска на некој начин за следни. Кои се следните чекори учества? Сега како што спомнав, е женската екипа на Дамин Гамбит ќе учествува на државното првенство на Македонија, која организира Шаховска федерација на Македонија во Струмица, кој ќе биде од 1 до 8 август во Струмица. Тоа е прва лига за жени и мажи. Женската екипа ќе игра во првата лига. Колку сте задоволни од квалитетот на здравието и грижата за здравието? Па досега ние нели се грижевме, ние со господја Тања, женската екипа досега не работела со неа. Зборам за шаковскиот клуб, дека ние жените немаме репрезентација како што имаат мажите од нашиот национален сојуз. Уште не се такмичиме на такви големи првенства и пред се таму се, колку што знаме, машки екипи, така да не сме имале некоја таква поддршка до сега. Се надевам во иднина може, ако треба, ќе соработуваме со господја Тања, како што има мажите, репрезентацијата поддршка. Така, поучени од нивното. Да, дефинитивно, да. Вие работите во Државното училиште за деца и младинци со оштетен вид Димитар Влахов во Скопје, па кажете ни нешто повеќе за вашиот дел на работата таму. Значи, таму во училиштето работам веќе 24 години, предавам пијано во основното музичко, што е во склоп на самото училиште, во кој има основно и средно училиште, ученички дом, во кој се сместени децата кои се од другите градови учат во нашето училиште и работата во училиштето е по редовна програма, меѓутоа имаме и програми кои се како сега, нели, зависи од МКФ како ни испраќаат ученици, нели имат и со ИОП и модифицирана програма. Меѓутоа, оние деца кои нема други попречености, само видот работат по редовна програма како сите други школи во Македонија. Кои се предмети се татени? Предмети се сите како во сите редовни училишта, значи ги имаат сите предмети: математика, македонски, природни науки, физичко, ликовно, музичко, сите можни предмети како сите во други училишта. Во основното музичко се застапени пијано, хармоника, солфеж и теорија на музика. А во средното училиште имаме струки физиотерапевти, имаме графичари, тоа се фактички оние што моделираат и прават кутии со амбалажи фактички, и имаме телефонски манипуланти, меѓутоа тој смер се повеќе се намалува, бидејќи на централите што се во институциите се повеќе веќе како кол центри, а нашиве деца уште се ограничени во тоа, затоа што мора да имаат специфични помагала покрај компјутерот или надоградба на тој систем. Тоа се во главном и во ученичкиот дом се сместени, како што реков, деца во кои работат потребни се работат воспитувачи, негователи, постои целосен комплекс. Мислам, институција е офатена со сите потребни кадри што се потребни за спроведување на образование, воспитание и напредување на учениците, како во образовниот, така во воспитниот и социјалниот живот. Сега опфаќа и основно и средно училиште или е само Основно, реков основно, значи до 9 одделение, основно музичко 6 годишно и средно училиште, здравствена струка 4 годишна.
и овие двете со 3 годишници. Меѓутоа имаме тенденции на правење на програми на нови смерови кои треба да се направат програмите, да се препратат до Бирото за развој на образование, да се прифатат и потоа да ги имплицираме во самата настава. Тоа го спомна и председател, меѓутоа ние што сме членови и работиме во училиштето, ние имаме од Националниот сојуз 6 члена, односно што работиме во тоа училиште, така да ние повеќето сме, како што рече председател, основното училиште да биде завршено во Државното училиште за деца и младици со оштетен вид, а средно веќе може да бираат по своите афинитети и желби. Така да тоа е нашиот став, меѓутоа сепак првичниот закон беше дека мора да се запишуваат во инклузија децата, не беше дозволено, меѓутоа во нашето училиште сепак запишувавме дека беше исклучено тој на тој список, не беше на училице, меѓутоа почнаа сега да даваат да бират родителите каде ќе ги запишат децата. Веќе почна малце да се олабува во тоа, затоа што нема доволно нити материјали, нити кадар во редовните училишта. Зборувавме досега за лицата кои што имаат вродено слепило, но што кај оние кај кои што е стекнато? Каков е процесот на рехабилитација и дали воопшто постои? Ја морам да надоврзам со сегашната состојба во училиште, значи ние покрај образование, како што реков, воспитание и социјална инклузија работиме и на животни вештини со децата, уште од најмала возраст, затоа што тоа им е потребно, не требаат самостални, за да можат сами да се грижат себе, барем во оној простор, домашниот простор или некаде каде што се, меѓутоа има лица кои подоцна се ослепени и мислам дека треба и за тие многу грижа да се води, да се отвори како еден рехаб центар кој ќе биде покриен со пресе со психолошка подршка првично, а потоа со сите подршки, значи со ориентација во простор, со животни вештини, бидејќи претходно гледал, потоа не гледа, мора да се научи да може сите тие работи што ги правил сам, што му изгледат подоцна тешки, за да може сам да си ги завршува своите основни потреби, како и повторно социјална инклузија, бидејќи тие се повлекуваат во себе и повторно им е потребно да имаат комуникација и едноставно пак доаѓа до оној момент психолошки, значи психолошки да бидат подготвени својата ситуација да ја прифатат, а потоа да работат на доградба на се останато што им е потребно. Затоа многу треба, меѓутоа се надеваме со тек на време ќе се успееме да се избориме за тие работи. Кажете ни нешто повеќе околу соработката со Националниот сојуз на слепи и слабовидни лица, веќе досега сте ја имале во однос на психолошката поддршка. Како сте задоволни од досегашната соработка и во која насока ќе продолжи? Референтниот центар на Жан Митрев клиника рековме дека останува активен на подрачјето на Охрид и овој пат на вистина на мое големо задоволство се потрудивме малку во логистичкиот дел да го обоиме светот на емоциите на една многу ранлива категорија со која што јас соработувам од 2008 година, а тоа се слепите и слабовидните лица. Да го обоиме она што они го чувствуваат, да го обоиме она што им е желба, да ја обоиме нивната сигурност со најаката боја, за да можат да освојуваат што повеќе и понатаму добри места во шаховската игра, меѓутоа пред се во човечката и во она што за нив значи животна определба и се што го прави нивниот живот квалитетен или помалку квалитетен. Во однос на подобрување на квалитетот на нивниот живот, референтниот центар овој пат има една задача да ги излистаме со овие значајни луѓе сите оние потреби кои што на вистина им го прават светот подостапен, попријатен, поквалитетен и како што кажавме, освен социјализацијата, се она што за нив значи дружба, инклузија, да ги приближиме световите чувствувајќи се едните со другите и прибележувајќи ги сите нивни потреби во однос на здравствениот дел, да се потрудиме како општествено одговорна секогаш организација, како Жан Митрев клиника, да отвориме уште една голема врата, приближувајќи ги нашите услуги
кон нивните потреби, се со една единствена цел – да се подобри квалитетот, да се подобри здравствената состојба и севкупниот живот на оваа таргет група. Они се само дел од нас, а ние дел исто од нивниот живот. Заеднички се надевам и верувам дека онаа психолошка поддршка која што имаме од 2008 година со Националниот сојуз и со председателот господинот Скаловски, ќе ја преточиме во една поразвојна програма на која што работевме неколку години претходно и во поврзување на здравствениот систем со социјалната заштита ќе можеме на вистина да веруваме во тоа што го правиме, дека значи подобар пристап, полесен пристап, подобри услуги и негување на здравствената состојба на овие лица. Медицината и понатаму останува вртоглаво да се развива, особено во дијагностичкиот дел, и се она што досега можеби немале можност да го направат, да видиме согласно нивните потреби, што е она што ние можеме како институција да го понудиме во пакет услуги и во таа меѓусебна комуникација да направиме се за да нивната сигурност, нивната безбедност и нивното чувство со припадност кон себе и собствената личност и идентитет биде што попријатна и поприфатена од сите нас, кои што немаме можеби ваков проблем, но можеби се соочуваме со некој друг тип и во таа размена, во решавање на проблемите, да направиме се во интерес на здравието на оваа таргет група. Од долгогодишната соработка и максимум посветеноста со представниците на Сојузот на развојните програми кои што би придонеле за подобар квалитет на живот на овие лица, секако дека мојот фокус беше првата психолошка интервенција, поддршката која што ни е потребна на сите нас, не заради друго, туку заради негување на сигурноста, чувството на се она што не прави специфични како личности и се она што не прави дел од заедничкото, мораме да го имаме увидот дека кога говориме за лицата со слабовидност и слепите лица, за две категории на личности, едните кои што го здобиле тој проблем, таа тегоба, таа специфика од самото раѓање, и другата категорија која што го добила како резултат на можеби некаква несреќа, некакво заболување, нешто што било во текот на развојниот период стекнато. И за едните, и за другите многу е значајно да се работи првин на прифаќањето на себе си после сите промени. Особено во делот на освестувањето, кога таа личност ќе осознае дека е во дел поразлична од сите останати. И секако тука мора да се работи од аспект на цело семејство, затоа што прифаќањето во семејството значи и дел од решение на тегобите со кои што се соочуваат овие лица во текот на животот. Надминувањето на сето тоа е всушност соработење на сите здрави капацитети кои што ги има таа личност, освен тегобите кои што се поврзани со сетилото за вид и обработката на сите оние податоци во центрите од мозокот кои што треба да ја вратат повратната информација. И не случајно го почнав овој разговор со навистина сите заедно, сите со партиципација максимална колку што можеме да помогнеме во делот да го обоиме светот со позитивните емоции на овие луѓе, затоа што во делот можеби на гледањето они го немаат тоа искуствено поминато. Меѓутоа во делот на чувствувањето
и тоа како можеме да помогнеме во збогатување на нивниот свет во кој што живеат без граници. Јас таа соработка имав и во директна емисија со Радио Еси преку Националниот сојуз до пред некоја година, но сметам дека како референтен центар на Жан Митрев клиника во Охрид можеме да направиме многу за подобрување на здравствената состојба и на сите услуги кои што можеби ќе донесат и во самата диагностика некаква нова проценка која што ќе помогне во општото добро и подобрување на сеопфатната здравствена состојба кај овие лица. Остануваме и понатаму отворени на подрачјето на Охрид, горди што и овој пат Националниот сојуз беше домакин на ова првенство и се надеваме таа соработка да продолжи и понатаму со градот. Останува референтниот центар отворен кон услугите нормално бесплатни во однос на се она што им значи на ова подрачје, но и на линкувањето, како што спомена и председателот и професорката, во низ Република Македонија и преку нашите диагностички центри Битола и Струмица. Токму идниот надпревар се најави дека ќе биде во Струмица и секако нашата матична куќа Жан Митрев клиника Скопје.